На учениците од Димо Хаџидимов им била послужена мусака со бактерија Enterobacter, потврди Агенцијата за храна и ветеринарство. Дополнително, кај еден намаз била најдена и бактерија Escherichia coli. Ова го покажале резултатите од лабораториските тестирања на земените мостри, храна и брисеви, од работни површини, прибор, машини и од вработените лица во кујната во Димо Хаџидимов. За ова, агенцијата на операторот со храна му изрекла 2 парични казни по 900 евра и дополнителна од 650 евра поради немање соодветни технички услови за работа, односно топла вода во кујната во Димо Хаџидимов и во уште едно училиште. Дополнително, кај еден намаз била најдена и бактерија Escherichia coli, велат од АХВ. Со земените мостри храна од основното училиште Димо Хаџидимов било потврдено дека послужената мусака не ги задоволува микробиолошките критериуми за безбедност, односно утврдено е присуство на бактерија Enterobacteriaceae. Од земените мостри храна и брисеви, од во рамки на превентивните вонредни контроли по 9 основни училишта, кај една мостра од храна намаз утврдено е присуство на бактерија Escherichia coli, за што е наредено намазот да се истврли од употреба. 2 од тестираните брисеви биле позитивни, но кај нив е утврдено и присуство на патогени бактерии. На операторот со храна за утврдените недоследности со превентивните вонредни контроли изречени му се 2 парични казни по 900 евра во денарска противвредност, 600 евра за операторот и 300 евра за одговорното лице. Агенцијата за храна и ветеринарство утврдила и дека едно од вработените лица во друго училиште во Карпош не поседува сертификат за завршен курс по хигиена. Денеска повторно биле земени брисеви од работните површини во кујната во Димо Хаџидимов, а на вонредни здравствени санитарни прегледи упатени се и вработените од кујната, која според АХВ ќе остане затворена се до добивање на овие лабораториски наоди со кои треба да се утврди безбедноста.